Вака, колешки, сега нема да бидам жустар. Викате дека сум жустар во настапите. Сега ќе пробам вака како вас пополека да разговарам. Жустрината доаѓа поради двојните стандарди што ги слушам од вас и од министерката. За иста работа. Пазете, се работи за постапка за избор на членови на комисијата. Сосема иста слична дејност, заштита од дискриминација, антикорупцијска, невладини вклучени, јавноста заинтересирана, очекуваат одговори, не биле формирани, по прв пат се формираат. И сега за едното велиме дека е шуто, за другото велиме дека е рогато. Различно не може да биде. Или ќе бидат шути сите, или ќе бидат рогати. Јас знам дека кај вас има мешано и шути и рогати, барем тоа го слушнавме. Се ама, ајде да не навлегувам во тој дел од политика. Не, ќе зборам со аргументи. Побаравте да ги почитуваме аргументите. Не, ја го спомнав така како пример, да не речам ден и ног, Побаравте аргументи. Дали не е аргумент дека имавме оптимален избор на комисија за спречување на корупцијата? Аргумент. Дајте да го направиме тоа. Кокетирање со НВО. Предлог од колешка Пратеничка, која што била вчера на комисијата на јавната расправа, истиот предлог доставен писмено од одредени невладини организации. Предлог и писмо од невладините организации кои што бараат да учествуваат во изборот. Да не кокетираме. И вие и ние да не се обвинуваме за кокетирање. Дајте да им удоволиме на невладините организации, затоа што видовме дека тоа функционира. Начинот на изборна комисија на овој начин функционира. Да им удоволиме на невладините организации, да го изгласаме овој амандман, да седнеме тука истите овие луѓе кои што се членови на комисијата и кои што ќе бидат во делот на изборите, да им дозволиме сами да си ја направат евалуацијата и на тој начин ќе завршиме со целата работа. Благодарам и извинете ако мислите дека има жустрина во целиот говор, само сакав да укажам на двојните стандарди. Ви благодарам.